Пријатели си помагаат, но и пријатели искрено си ги кажуваат своите чувства и забелешки. Сметам дека треба да се размисли и за воведување механизми, каде нема да се дозволи билатералните спорови да бидат пречка во остварувањето на колективната и заедничка цел. Ова го кажа премиерот Христијан Мицкоски на денешниот годишен состанок на постојаниот комитет на парламентарното собрание на НАТО, кој за прв пат се организира во Македонија, а во кој членуваат шефовите и заменик шефовите на националните парламентарни делегации. Работиме на подобрување на стратешкото планирање, цивилната контрола врз армијата, модернизација на опремата и транспарентност во управувањето со одбранбените ресурси. Сметам дека треба да се размисли за воведување на механизми, каде нема да се дозволи билатерални спорови да бидат пречка за остварување на колективна и заедничка цел. Ако ние сите заедно ја чуваме куќата, тогаш и заедно имаме право да си ги кажеме нашите проблеми, разочарувања и очекувања. Мицкоски во своето обраќање исто така кажа дека регионалната соработка е клучна за стабилноста на Балканот. За нас, како што каже тој, тоа представува одговорност и прилика да биде мост меѓу народи, меѓу институции и визии. Првиот човек на Министерството за одбрана Владо Мисајловски рече дека состанокот е силен сигнал на единство и потврда за нашите досегашни одлуки за зајакнување на сојузничката соработка, транспарентноста и парламентарната демократија. Годинава македонскиот одбранбен буџет изнесува 2% од бруто домашниот производ или околу 329 милиони евра, од кои високи над 32% одвојуваме за една од најважните ставки, а тоа е опремување и модернизација на армијата, со што не ја зацрстуваме само македонската одбрана, туку и колективната одбрана во алијансата. На маргините на комитетот, пратениците Драган Ковачки и Антонио Милошовски остварија средба и со конгресмените Мајкл Тарнер и Линда Санчес. Како што беше соопштено, тема на разговорите биле актуелните безбедносни состојби, остварувањето на обврските на земјите членки на НАТО во исполнување на целите за воено усовршување и одвојување на повисок процент за модернизација на националните одбранбени капацитети.